Почитувани гледачи, добар ден. Отворено студио на телеканал А1 со нови теми и содржини и денес. Наш гостин во студиото е Зоран Стојановски, член на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурувањето. Со него зборуваме за состојбите на осигурителниот сектор во Република Македонија за 2016 година, како и резултатите кои ги постигнаа осигурителните компании. А ќе разговараме и за тоа дали ќе понудат нешто ново осигурителните компании. Добар ден и добре дојдовте во отвореното студио на телеканал А1. Добар ден, ви благодарам за поканата. Поздрав до вашите гледачи. За почеток, кажете ни, беше ли 2016 година успешна за осигурителните компании во Република Македонија? 2016 година може да оцениме како релативно успешна година во целата констелација на политичко окружување, значи независно од економските параметри и движењето на државата. Осигурителната индустрија или осигурителниот сектор може да кажеме со полно право дека бележи сосема солидни резултати. Значи, се уште се истиот број на играчи, 15 компании на осигурителниот пазар. Имаме зголемување во бруто полисираната премија, имаме зголемување во бројот на вработени, имаме зголемување во двете ливни на осигурување и во неживот и во живот, што значи 2016 година може да оцениме како исклучително успешна година. Во делот на осигурување на неживот бележиме зголемување на бруто полисираната премија врз основа и бројот на продадени договори. Едното изнесува 4 представува 5,34% зголемување, додека во осигурувањето на живот бележиме 17,8% зголемување на бруто полисираната премија. Тоа е полисираната премија која што осигурителните компании собираат. Исто така имаме зголемување и на бројот на продадени договори. Бројот на продадени полиси изнесува зголемување за 7%, додека во осигурувањето на живот бележи пораст од повеќе од 58%, што значи се поголема е свесноста и заинтересираноста на осигурениците во Република Македонија, односно на граѓаните на Република Македонија за осигурувањето на живот. Од тоа може да кажеме дека 44% од вкупната полисирана премија е се уште на автоодговорност, додека за прв пат стигнавме до 15% со осигурувањето на живот. Втора класа на осигурување покрај автоодговорноста е и мотното осигурување, што значи осигурувањето на недвижностите. Тие се некаде околу 19% заземаат од вкупната продадена премија во Република Македонија. Така да тие се три најголеми линии на бизнисот. Покрај тоа бележиме значи зголемување на осигурувањето од незгода, бележиме зголемување на земјоделското осигурување. За исклучителна пофалба во 2016 е зголемувањето на здравственото осигурување, кое што за прв пат се појави во 2013 година, меѓутоа во 2016 веќе имаме значително зголемување на таа линија на бизнис, така да имаме зголемување на бројот на вработени за 5%, што значи за прв пат во осигурителните компании стигаме до 2000 вработени само во осигурителните компании. Покрај ова, 2016 може да оцениме како многу успешна и за посредничкиот бизнис, односно за луѓето кои ги продаваат на крајните корисници што ги продаваат полисите. Тоа се дистрибутивните канали, односно брокерите и застапниците. Во моментов имаме повеќе од 400 лиценцирани брокери, значи Агенцијата за супервизија на осигурување лиценцира овластени продавачи на услугите во осигурувањето, бидејќи осигурувањето е строго регулиран бизнис. Значи имаме лиценцирано повеќе од 400 осигурителни брокери и над 1000 застапници во осигурувањето. Сите параметри покажуваат убедливо зголемување, што значи осигурувањето може да кажеме дека без малку без проблеми ја помина овој дел од политичка криза кој што многу беше афектиран на сите други економски параметри во живењето во Република Македонија.
така да можеби за волја на вистината ќе беа резултатите и многу подобри доколку не беше тоа, меѓутоа сепак осигурувањето се уште бележи значителни резултати. Рековте на почетокот и сам дека во Македонија работат 15 осигурителни компании, дека расте бројот на вработени во осигурителните компании, но дали еве тоа доведува и до потребата да се отвараат нови компании, да речеме? Нормално да. Значи се уште е млад бизнис, доколку ги погледнеме аспектите и историски и културолошки. Осигурувањето е нова дејност, се уште перцепцијата за осигурувањето кај македонецот е дека тоа се уште не е потреба, се уште не е управување со ризик, се уште е само како еден вид трошок и се осигурува само тоа што се мора. Тука е главниот проблем во менување на таа перцепција. За тоа да се смени не може да се направи само и не е само една работа да се смени, да има осигурителни компании. Многу е битно да има осигурителни компании, да има понуда, да има голем број производи, меѓутоа треба да се работи и на свесноста на потрошувачите, односно дека вистински имаме потреба, дека тие штетни наследни се случуваат, значи секојдневно управуваме со одредени типови на ризици. Струмица е претежно земјоделски ориентирано подрачје. Од наредната недела, односно веќе од утре, очекуваат исклучително ниски температури. Може би ќе се случи и во средина на април да имаме ран мраз. Доколку земјоделецот не ги осигурал своите земјоделски површини од тој тип на ризик, значи нема да може да се исплати штета. И сега, лошо е што учиме на собствените грешки, не учиме на грешки на некој друг што го поминал сето ова, бидејќи треба и нас да ни се случи за да можеме да управуваме со тој тип на ризик. Сега за тоа треба да помине доста време, за тоа велам и историски и културолошки. Релативно е ново осигурувањето во Република Македонија, тоа го имало, меѓутоа сме живееле и сме работеле во еден друг систем. Периодот на транзиција не беше искористен и немаше доволна понуда, значи и на страната на осигурителните компании не беше задоволителна понудата која што беше, така да меѓутоа ако погледнеме низ 10 годишна призма наназад, ќе видиме дека резултатите во сферата на осигурување се импресивни и можеме со слободност да потврдиме дека во наредните 10 години осигурувањето само ќе расте и ќе се развива, бидејќи секој поединец ќе стане се повеќе свесен за улогата на осигурување во секојдневниот живот, односно дека несреќите се случуваат и дека за волја на вистина за многу ниска сума на пари може да се покрие тој тип на ризик. Спомнавте еве дека овој регион Струмичкиот е претежно земјоделски, но еве колку земјоделците во земјава ги користат можностите кои ги нудат осигурителните компании за тие да го осигураат нивниот земјоделски имот и каква е всушност користа од тоа осигурување за нив? Вака, не може само да ги спомнеме осигурителните компании, бидејќи сами по себе тие не можат многу да направат. Прават, меѓутоа таа е една од мерките. Мора да истакнеме и да потенцираме дека субвенционирањето на осигурувањето од страна на владата даде значителен и огромен импут за свесноста и потребата од тоа осигурување, бидејќи за жал, нашиот земјоделец беше научен дека ако ќе се случи штетниот настан, без разлика дали е тоа поплава, дали е суша, дали е град, дали е било кој облик на природна катастрофа, најлесно беше не сме осигурани и одиме пред влада и бараме да ни биде сето тоа компензирано и надоместено. Меѓутоа, никаде во светот, апсолутно никаде, не е познато. Тоа може да учествува, меѓутоа со минимален процент. Значи, државната помош во справување со домашните проблеми или со едно земјоделско стопанство е непоимливо. Меѓутоа, во услови кога имавме недостаток и на производи земјоделски, осигурително земјоделски производи имаше недостаток. Сега имавме само една компанија до пред 4 години што нудеше земјоделско осигурување. Така да во денешни услови ние имавме по 300%, во ред базата беше многу ниска, значи многу мал број земјоделци ја препознаваа улогата на осигурителните производи, меѓутоа од денешен аспект говорено, веќе може да кажеме дека повеќе од 70% од индивидуалните земјоделци се осигурани, а
се повеќе се осигурани и земјоделските стопанства, односно големите комбинати. Тие веќе одамна ја препознаа потребата. Сега, што се случува па ново во осигурителните производи? Имавме, за волја на вистината, многу штети во изминатиот период. Изминатите 2 години непредвидливо е. Земјоделството во принцип секогаш е проблематично. Или ако нема суша, ќе има град, ако нема град, ќе има поплава, со тоа не може да управуваме. И заради тоа и осигурителните компании ги ревидираа собствените производи. Значи, доколку предходните години одредени култури или одредени насади или осигурување на добиток и стока ги редизајнираа производите, односно понудеа нов тип на производи кои што ќе бидат се поблиску до осигурениците, меѓутоа и по поинакви цени, да бидеме реални, затоа што одредени култури се соочија со големи штети. Заради тоа осигурителните компании се профитно ориентирани компании, значи тоа не го спомнавме претходно, да, и осигурителниот бизнис работи и со профит, затоа и таа е потребата, една од предусловите за што би дошли инвеститори, за што би вложиле во тој бизнис, да ги осигураат, крајното е да ги осигураат осигурениците, меѓутоа и да направат профитна маргина, да направат, и тоа е еден вид бизнис, како и земјоделецот што работи за да заработи, така и осигурителните компании работат за да заработат. Така да, на крај да одговориме на прашањето, да, земјоделците се повеќе се осигурани, значи можеме да кажеме дека имаме импресивна бројка на земјоделци кои што се осигурани и кои што веќе се повеќе ги знаат своите права. Мора да истакнеме дека заедно со Агенцијата за поддршка на земјоделството и платежната агенција, заедно со нашата агенција, па ги поминавме речиси 80% од селата во Република Македонија со цел запознавање на субвенционирањето и запознавање на осигурувањето и што значи сето тоа во изминатите 5 години, велам, не е ова од сега, заради тоа и резултатите се дојдени. Значи, имаме повеќе работи. Имаме едно е понуда, се поголема, односно повеќе компании што нудат. Имаме свесноста на земјоделците кои што е работена на терен од повеќе аспекти и повеќе страни. Самиот земјоделец инвестира, чим инвестира веќе се запознава со повеќе работи и веќе му е многу јасно неопходноста и потребата од осигурителните производи, што значи сето тоа како комплексно заедно кога ќе се земе од денешен аспект, го имаме резултатот кој што го имаме. Тоа е импресивен во однос на овие 3 до 5 години колку што е работена на терен. Расте ли еве свеста кај граѓаните на Република Македонија за она што им го нуди осигурувањето и што може да го добијат и еве кој вид на осигурување има највисока стапка, да речеме? Вака, расте, меѓутоа повторно историски и културолошки. Се додека не се случи немилиот настан, ние не управуваме со тој или многу тешко управуваме со тој тип на ризик. Сега многу интересен и најголем пораст бележиме во здравственото осигурување. Како што истакнав на почетокот, во 2013 година за прв пат се отвори простор за осигурителните компании да влезат во сферата на здравственото осигурување, односно доброволното и приватно здравствено осигурување, каде што станува збор за малку повисок степен на кориснички услуги. И сега, објективно на долг рок, Државниот фонд за здравство е неодржлив со 100% покритие. Значи, ќе мора да се релаксира. Еден од начините беше воведувањето на доброволното и приватното здравствено осигурување, каде што осигурителните компании го најдоа своето место и се повеќе за очекување дека ќе го најдат своето место. Заради тоа што општо познат и меѓународно признат е концептот на осигурување на здравствено осигурување во осигурителни компании. Така да таму имаме исклучителни стапки на раст и се допрва се очекува зголемување. Осигурувањето на живот веќе повеќе од 7 години бележи двостепени стапки на раст, односно повеќе од 20% имаме во изминатите 5 до 7 години. Што значи, доколку во 2009 година, кога се формираше Агенцијата за супервизија на осигурување, имавме
4,5 или под 4,5% учество во структурата на осигурителни производи на осигурувањето на живот, веќе станува збор за над 15% учество на осигурувањето на живот. Банката како канал на дистрибуција на осигурителните производи за живот е нешто ново, меѓутоа нешто што носи големи резултати. Во моментов имаме 3 банки кои што делуваат како осигурителен канал на продажба на осигурителни услуги. За очекување е дека се повеќе банки ќе се вклучат во сето ова, бидејќи и европските и светските трендови говорат дека банките се најголем и најдоминантен канал за дистрибуција на осигурителни производи. Доколку тоа се случи, а е неминовно да се случи, значи ќе имаме се поголем раст и развој на тој сегмент на осигурување повторно. Така да, ете, само неколку, земјоделското се уште ќе продолжи да расте. Нешто што би требало да има тенденција и има тенденција на смирување или стабилност во развојот е автоодговорноста, односно задолжителната класа. Сите останати доброволни класи е за големо очекување дека ќе растат во наредниот период. Има ли некоја препорака од ваша страна за тоа колку треба да бидат премиите кои ќе ги добијат осигурениците или пак секоја компанија самостојно го одредува тоа? Автоодговорноста е задолжителна и само за автоодговорноста и задолжителните класи на осигурување, односно зелената карта и автоодговорност, бидејќи се како два посебни производи, зелениот картон секаде во светот е вклучен во основната полиса за автоодговорност. Само тој е регулиран како цена, односно не е либерализиран пазарот на осигурителни производи и владина комисија за автоодговорност ја утврдува цената на минималниот и максималниот износ на автоодговорноста во Република Македонија. Сите останати производи се незадолжителни, доброволни и компаниите на врз база на сопствена проценка и доставување на условите и тарифите до Агенцијата на супервизија за проверка ги утврдуваат ценовната политика и ценовната структура. Имаат ли граѓаните доверба во осигурителните компании? И доколку немаат, ние сме тука како државен регулаторен орган да потврдиме дека осигурителните компании се апсолутно спремни и способни во секој момент да ги исплатат превземените ризици, односно штетите кои што се случиле по продадени полиси. За да го споредиме тоа, ќе кажеме дека во изминатата 2016 исплатена е најголемата поединечна штета во Република Македонија, која што изнесуваше 411 милиони денари. Тоа е хеликоптерот кој што падна недалеку од овде, значи во Струмичкото поле, така исплатена е целокупна штетата по тој немил настан. Исплатени се штети и по 2, по 3 милиони евра, исплатени се штети и по 5 и 10.000 денари, значи осигурителните компании се апсолутно спремни да ги исплатат сите штети кои што се случуваат врз основа на купен ризик од страна на корисникот на услугата. Заради тоа, доколку некој е незадоволен од сервисирањето и услугата на осигурителната компанија, треба да знае дека постои некој регулатор, а тоа во случајов е Агенцијата за супервизија на осигурување, која што една од основните начала на работење кој што и го дава законот е заштитата на потрошувачите, што значи ние апсолутно се грижиме за секоја поединечна представка која што е дојдена до нас. За изминатата 2016 година имаме 131 представка доставена до Агенцијата за супервизија на осигурување. Од тоа 20% е зголемување во однос на 2015 година. Голем дел е врзан со автоодговорноста, бидејќи најголемиот и најдоминантен дел на продажба е автоодговорноста, што значи секоја поединечно се разгледува, се гледа основот, доколку има потреба се покануваат двете засегнати страни да ги искажат своите аргументи пред нас, ние се ставаме во улога на медијатор како агенција,
Доколку не најдат заеднички јазик, се уште постои судот за регулирање на понатамошните работи. Меѓутоа, ние гледаме по мирен пат и апсолутно без незадоволство да посредуваме помеѓу осигурителната компанија и клиентот кој што купил осигурителен производ. Кога веќе спомнавте за исплатената штета со хеликоптерот, што е со случајот со поплавите што беа во Скопје? Поплавите во Скопје беа еден интересен показател за неосигураноста на имотите. И тие луѓе кои што мислеа дека се осигурани, за жал не беа осигурани. Зошто? Има осигурано својот имот од кражба и од пожар. Значи, тоа е основната полиса што се купува кога се купува имотно осигурување. Заради тоа, Агенцијата за супервизија на осигурување спроведува едукација на посредниците кои што се директни во контакт со крајниот клиент, за да му објаснат најдобро кој е тој производ кој него му треба и кој е тој производ кој што граѓанинот го купува и од што е заштитен. Значи, во случајот со поплавите, имавме многу недоразбирања дека и тие што имаа полиса, во суштина немаа купено ризик поплава. А тоа е како дополнителен ризик, истото беше и со земјотресот. Значи, земјотресот не е вклучен ризик кога само ќе купите полисата за имотно осигурување, односно полисата за стан. И да бидеме уште попрецизни, значи, повеќе од 50% од продадените полиси се врз основа на одобрен кредит. Значи, доколку имаме имотно осигурување, ние имаме најбазична полиса, која што банката е бара за во случај да изгори целата зграда, они да го имаат градежниот дел. Значи, тоа не е заштита директна на самиот корисник. Така да, несвесноста на граѓаните од ризикот поплава во Скопско беше евидентен. Заради тоа имаме повеќе од дуплирано број на купени полиси со вклучен ризик на поплава. Сега, има ризик поплава и ризик брза вода. Заради тоа велам, ние како Агенција за супервизија работиме во на едукацијата на посредниците, тие што ги продаваат. Не може ризик поплава на стан на 15 кат. Еве, ова е стамбена зграда каде што се наоѓаме. Не може да има ризик поплава. Поплава може над вас и под вас, да го поплавите станот под вас или да ве поплави станот над вас. Заради тоа мора осигурителните производи се финансиски производи. Значи, вистински треба да се објаснат лесно, едноставно, за да може граѓанинот да разбере. Тоа е вториот дел од проблемот. Значи, не е само неедуцираноста, меѓутоа треба да има и кој да му објасни на граѓанинот што му треба, од што е заштитен и што се вклучува неговиот ризик. Заради тоа, паќе истакнам, имаме дуплирање и изголемена побарувачка огромна на ризикот поплава во вклучувањето на имотните производи, имотните осигурителни производи. Така да се повеќе стануваат свесни, меѓутоа како што нагласив и претходно, откако ризикот ќе се случи. Тука е најголемиот проблем. Значи, секогаш управуваме од после со ризиците кои што веќе ни се случиле. И сега веќе нема да ни биде трошок осигурувањето, него ќе биде категорија без која не се може. Зошто? Зашто еднаш кога ќе ми се случи, и тоа знам дека повторно може да се случи. Не знам кога, меѓутоа ќе се случи. А цената која што ќе се плати е минимална во однос на тоа што се може да се изгуби. Што се презема во делот на заштита на интересите на осигурениците? Во делот на заштита на интересите на корисниците пред се и над се е едукацијата. Значи, едукацијата од најрана возраст. Во изминатиот период, изминатите 2 недели е Global Finance Week. Тоа е на ниво на цела Европа, е глобална недела за финансии, односно финансиски производи. Покрај банкарските производи, покрај пензиските производи, тука се и осигурителните производи. Значи, ние пристапуваме до децата од најмала возраст и ги сегментираме од градинка, односно предучилишна возраст, училишна возраст, средна школа и факултет. Сега ние сме премалку, ние сме само 30 луѓе и нашето покривање може да биде
спорадично, односно поединечно. Ќе отидеме во една школа во еден град, ќе отидеме во две школи во еден град или во три школи, бидејќи нашата приоритетна и примарна задача е супервизијата на, односно финансиското здравје на осигурителните компании, за да знаеме дека имаат доволно средства за да ги исплатат штетите кои што ги преземале, односно ризиците кои што ги преземале. Така да ова е еден добар начин каде што ние се вклучуваме во едукација од најмала возраст па во континуитет низ целиот образовен систем. Меѓутоа, треба да бидеме реални и да кажеме дека заедно со Министерство за финансии, заедно со Народната банка на Република Македонија правиме напори за тоа да се вклучи во образовниот програм. Ние направивме една игра која што ја земавме од австрискиот регулатор и од австриското асоциација на осигурители, која што се вика помалку ризик, повеќе забава, што значи помалку што помалку ризик, што повеќе осигураме, тоа повеќе забава може да имаме. Така да таа беше делена на предшколска возраст и на деца од основно образование, каде што се споделуваат и се учат првите чекори за осигурителните производи. За да дојдеме до тоа што се прави со корисниците, значи мора да работиме и со претходните категории. Сега се случило на милиот настан. Што ќе направиме сега за тој? Може да помогнеме доколку е осигуран и доколку ги има исполнето сите валидни параметри. Така да ние, кажав, значи добиваме представки, тоа е една значајна улога на агенцијата, ги регулираме тие представки, имаме формирано во рамките на самата агенција одделение кое што се занимава со сите тие представки, врши медијација, иницираме заедно со Народната банка и Министерството за финансии формирање на едно независно тело кое што би било финансиски омбудсман, односно заштител на правата на корисниците на финансиски услуги, пред се на банкарските и на осигурителните. Значи, тоа би било се во интерес на заштита на потрошувачите и да има едно независно тело кое што ќе се грижи исклучиво и само за таа сфера, меѓутоа, за сето тоа повторно е потребна и историски и културолошки. Сака време. Дали во Македонија има граѓани кои се осигурани во странски компании, еве дали имате проценка колку граѓани го прават тоа и зошто и како еве да се придобијат тие да се осигураат во домашните компании? Согласно Законот за супервизија на осигурување, не е дозволено да има. Доколку имаат, тоа е бесправно и треба да се информираат каде најблиску треба да си префрлат тоа што имаат, бидејќи тоа е незаконско. Во ред, да имавме период кога осигурување на живот не беше дозволено, односно немаше ни понуда. И имавме, кога се формира компаниите за осигурување на живот, тоа е некаде пред 10 години и поновите се 2012 година формирани последните две. Така да во тој период имавме значителна акција до самите компании кои влегуваат, доколку имаат корисници на услуги од Македонија, бидејќи тоа беше познато еден период кога беше апсолутно нестабилно во 90-тите, средина на 90-тите години, кога се двоеше државата, немаше осигурување на живот и имаше луѓе кои што ги носеа парите. Меѓутоа, осигурување на имот апсолутно е неизворливо и неможно, значи станува збор само за еден производ и веќе го немаме. Значи, нема. Кажете ни еве и за патничкото осигурување. Колку е важно да го имаат оние кои патуваат во странство и која е всушност користа од него? Секој кој што патува во странство, препорачливо е. Значи, не е задолжително, меѓутоа е строго препорачливо да има патничко осигурување. Зошто? Бидејќи несреќа се случува секаде, дали е во странство или дома. Осигурување од незгода, па скоро секој работодавец е свесен, еве и вие овдека, како вработена во телевизијата, сигурно имате одреден доплаток за тоа е осигурување од незгода. И ова е осигурување од незгода, само се вика патничко, бидејќи важи само надвор од границите на Република Македонија. Тоа е апсолутно осигурување од незгода. Или некоја болест која што може да се предизвика инцидентно и ургентно. Тие се двата облика на тој тип на
осигурување патничко или осигурување од незгода. Така да сите што патуваат, строго се препорачува да се осигуруваат. Дали ќе го направат тоа зависи од сопствената волја. Порано беше, нели, се издаваа визи, па секој кој што издаваше виза барше да биде како неопходна документација вклучено во потребната документација и патничкото осигурување. Сега има безвизен режим, патуваме повеќе слободно, така да тоа не е задолжителен документ кој што треба. Меѓутоа, на некои граници го бараат. Но не треба да дозволиме некој да ни го бара. Треба да сме свесни дека несреќите се случуваат секојдневно. Така да, еве, личен пример, јас имав, патуваме секојдневно, патуваме и приватно и службено, се случува. Се случува, секогаш се случува, нема настан. Треба само да сме свесни колкава би била штетата, доколку сами би покривале штета во странство, а колкава доколку е осигурителната компанија. Значи, доколку е осигурителната компанија, само ќе се јавите на телефонскиот број и ќе ви бидат рефундирани дури и тие средства за што сте се јавиле и ќе имате обезбеден третман во странство, додека, доколку тоа сами го правите, тоа може да биде сериозен издаток. Така да не управуваме отпосле со ризиците, туку да ги престигнеме и да бидеме пред нив. Да купиме полис. Така. За крај, ве кажете ни, ќе понудат ли нешто ново осигурителните компании? Да, меѓутоа за да понудат нешто ново, треба да има и барање на самиот пазар. Еве, конкретно најново што се спрема е со одлуката на владата за беспилотни летала. До сега тоа не беше вклучено, сега ги имаме многу. Немаме ни регистар. Еве сега прв пат ќе има регистар на беспилотни летала, односно се снимаат свадби, се користат за домашни употреби. Значи имаме професионално катастри кои снимаат парцели, снимаат штетни настани. Значи веќе станува збор за сериозна бројка на беспилотни летала. Меѓутоа до сега немаше регулатива и сега зависеше само од поединечниот купувач дали сака, а за поединец осигурителната компанија не креира производ. Меѓутоа сега кога се створија услови, односно се прави централна база на беспилотни летала, која што ќе биде во Агенцијата за цивилна воздушна пловедба и ќе се знае дека треба да се регистрира, ќе се знае дека мора да има полиса, бидејќи штетен настан може да се случи. Тие работат на батерии, може да падне. Има секакви немили настани кои што може да се случат и се случиле во минатото врз основа на тоа. До сега осигурителните компании не управуваат со тоа. Зошто? Затоа што немаат ни производ. Зошто? Затоа што немало никаде квалитетно барање, значи квалитетно барање не е од поединец, квалитетно барање е каде што има структура. Еве веќе имаме структура, веќе имаме форма, веќе имаме закон, така да предлог кој што ќе донесе креирање на некој нов производ. Така да креирање на нови производи во здравственото осигурување е неминовност, значи ширењето и се поголемата улога на здравственото е исто така неминовност. Животното осигурување, да, ќе има. Ете, оваа година имаме за прв пат зголемена продажба на производи со инвестициски удели, каде што покрај животно осигурување клиентот има и удел во инвестициски фондови, каде што управува со сопствениот портфел и има сигнификантни, односно значајни приливи на средства во текот на годините. Така да осигурителните компании се иновативни, меѓутоа треба да има и достаточна побарувачка на нивните производи. Така да, во следниот период е за очекување дека ќе имаме наплив на доста нови осигурителни производи. Господин Стојановски, јас ви благодарам за одвоеното време и за вашето денешно гостување. Ви благодарам за поканата, ми беше задоволство. Почитувани гледачи, ви благодарам што бевте со нас во овие неколку минути. Се гледаме повторно во наредното издание, а до тогаш останете со програмата на телеканал А1. Пријатно!